Почитувани добровечер, го следите новото издание на емисијата Став. Вечерашен гостин е директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Сашо Петрушевски. Господине Петрушевски, добровечер и добре дојдовте во нашата емисија. Добро вечер, драго ми е што сум гостин во вашата емисија и да ги поздравам, имам прилика да ги поздравам гледачите на ТВ Плюс во општина Куманово. Од 2010 година, еве до денеска сте на чело на јавното предпријатие. Може ли да направиме една кратка ретроспектива како изгледаше се од почетокот кога дојдовте на оваа функција, па како е денес во предпријатието? Да, еве, чисто едно хронолошко видување или подсетување на некои круцијални работи во која состојба го затекнав јавното предпријатие и што сега представува јавно предпријатие во дел на финансиска состојба, во дел на оперативна состојба и сите оние работи кои значат квалитетни услуги кон граѓаните. Значи, 2009 година во ноември станав директор на јавно предпријатие и тогаш 3,5 плати касневме во тој момент. Значи, до ден денеска јавното предпријатие од тој момент редовно ги исплаќаме платите на вработените. Ја нормализиравме финансиската состојба во таа насока, со тоа што ги расчистивме и огромен дел на долговите, кои ги имавме наталожени во однос на комитенти. Исто така имавме активен долг од 20 милиони денари кон Управа за јавни приходи, значи и тоа го расчистивме. Значи, денеска се мона што значи стариот долг кој на граѓаните на град Куманово е познат од репрограмот, значи ние немаме ни еден денар долг кон Управа за јавни приходи, редовно ги подмируваме сметките. Исто така редовно ги подмируваме сметките и кон комитентите со кои соработуваме. Значи јавно предпријатие во таа насока скромно, меѓутоа стабилно се ја одржува месечната тековна состојба, односно ги подмируваме долговите, исплаќаме плати, исплаќаме данок, ги исплаќаме трошоците и што е уште побитно, во секој квартал и во секој годишен извештај јавно предпријатие од 2010 година е во позитива. Значи, нормално е во тековното работење, ќе кажат некој во позитива, работите позитивно, меѓутоа имате долг или не исплаќате редовно и така натаму. Се тоа се должи на социјалната, финансиската состојба на нашите комитенти на кои ги даваме услуги, значи имаме побарувања од неколку милиони денари од стечајни фирми, од јавни предпријатија, од предпријатија и сето тоа меѓутоа е одработено, фактурирано и јавното предпријатие затоа во таа насока кон финансиската состојба е позитивна. Што се однесува до оперативната слика на јавно предпријатие, значи имаме со наши собствени сили купено 3 камиони кои се во функција автосметјари и добиено 6 камиони од донатори од Европска Унија, од UNDP, од Јапонска амбасада. Исто така имаме добиено нова цистерна, булдозер и добивме фекалка. Значи, тоа е се она што од круцијалните работи кои живот значат и за јавно предпријатие, за квалитетна услуга и за граѓаните на град Куманово, вредноста на овие работи кои ви ги спомнав е некаде околу €1.000.000, со тоа што во дел на нашето оперативно работење, во дел на зеленило имаме купена опрема која неколку пати ја обновуваме, значи автокосачки, косачки, грбни косачки, имаме 3 лесни возила купено и едно Фиат, заборев да кажам дека добивме од Јапонска амбасада и од UNDP, со тоа што во таа насока и ја реставриравме работната просторија, односно куќата во зеленило со собствени сили. Сите тие работи се исплатени, значи останува како имот на јавно предпријатие. Мислам дека е зголемен за неколку пати во однос на она што беше во 2009, односно од 2010 до ден денеска. Тоа е она што ние како јавно предпријатие или како менаџерскиот тим можевме и го направивме за добробит на јавното предпријатие и како би можело јавно предпријатие да биде конкурентно и да работи квалитетно. Вообичаено за време на летните месеци имате зголемен обем на работа во споредба со зимскиот период. Каква е состојбата оваа година? Тоа е веќе неколку години не прати таа пракса, со тоа што мислам дека и од година во година според наши показатели, бидејќи на депонирање на смет во градската депонија се мерат камионите и
според некои наши показатели 20 до 25% е зголемен обемот на смет, изнесување и депонирање на смет. Значи од 2010 до 2017 рачунете дека ние изнесуваме апроксимативно некаде околу 100 тони дневно. Значи од 70 до 100 тони дневно смет. Со тоа што прва, втора смена и трета смена. На што се должи тој показател, морам одма веднаш да ви одговорам, тоа што изградени се повеќе згради, значи Куманово веќе град од 120.000 жители, таа флуктација на луѓето и младите кои се женати и кои стварат фамилија, се делат и нови потрошачи, односно нови комитенти. Тоа на тоа се должи да Куманово расте, се развива, а ние како јавно предпријатие сето тоа мора да го изнесеме. Граѓаните често имаат забелешки дека во одредени делови на градот или пак во централното градско подрачје понекогаш се случува да задосни изнесувањето на сметот. Кои се најчестите причини? Тука има и објективни и субјективни забелешки. Значи, оној дел на објективните забелешки го прифаќаме со тоа што морам пред него што ви одговорам на прашањето да ви кажам дека пракса во сите развиени држави, европски, вон од Европа, од моје сознание, од моје видување каде што сум бил, сметот се изнесува на 2 до 3 начини. Значи, во Англија, например, во црни вреќи секое семејство од 8,5 до 10 ги става пред куќите, поминува комуналното предпријатие и го собира сметот. Во други градови, односно во други држави, сметот се сортира, се става во хартија, во дел на каде што се складира посебно стакло, посебно ова, зависно од селекција, и тоа се јавното комунално предпријатие од таа држава или од тој град го собира и после тоа се продава и има ефект од таа работа и јавното комунално, и општината, и државата во која тоа се работи. И третиот, каде што е најнеразвиен, тоа е кај нас е да според закон за комунални дејности, за закон за изнесување на смет, треба да се изнесува сметот во ноќните часови. Значи, еве веќе неколку години Скопје, град Скопје и општина Скопје го изнесува од 10 до утринските часови до 6-7. Со тоа што ние таа пракса не смееме да ја имаме, затоа што 4 до 5 пати дневно во централното градско подрачје го изнесуваме сметот, неколку пати неделно во приградските и во градските средини, со тоа што мислам, и тоа е моје мислење, дека во наредниот период со законските измени и со соработка со Министерството за екологија, со позитивните законски измени, во соработка пред се и со граѓаните, и мислам дека во таа насока треба да одиме да се она што е проблем да го решаваме во договор со граѓаните. Значи, ние за прв пат од 2010 направивме пред Совет, излеговме со динамичен план за изнесување на смет, каде што секоја улица во колку час од кој ден ќе се изнесува сметот. Значи, го уредивме тоа со тоа што секој од граѓаните во општина Куманово, во градежниот район, знае кога ќе му се изнесе сметот. Проблем кај нас, а проблем е и генерално во сите градови во Република Македонија, тоа што дел од предпријатијата, значи пред се драгстори, фирми и така натаму, изнесуваат некомунален отпад. Сведоци сте дека во централното градско подрачје, после подигање или после реакција од јавно предпријатие, за пола час или 1 час може да видите контейнер кој е полн со кути. Ако е времето да дува ветар и таа кутија падне, оди на улица и се ствара грда слика. Апелиравме, разговаравме, дававме насоки, напишавме писмо до комунална инспекција, значи по закон за картонажа, секој од тие комитенти треба да си го картонот собере, да си го стави на посебно место и после тоа може и да го продава и да се јави во јавно предпријатие за да му го земеме. Меѓутоа, тоа веќе не е пракса, него полесно име да направат таков потек со тоа што и ќе грдат сликата на градот и ќе се створи една слика дека еве полне контейнерот. Значи, ние 100 тони дневно смет изнесуваме и мислам дека не сме во можност со било кој јавно предпријатие да на 1 час ги празни контейнерите. Има тука и објективни проблеми со тоа што во одредени мали улички
бидејќи знаете дека и во централното градско подрачје и вон градежниот реон Рајкова куќа, Банево трло, Ајдучка чешма, значи во населбите се тесни улички каде што ако имате две или едно возило паркирано не може да влезе камионот. Со тоа што ги бараме некогаш може, ги најдеме собствениците на возилата, тргнат возилата, ги препаркираат за да влеземе, некогаш не можеме, постанува за утре и така натаму. Значи тоа се се објективни проблеми каде што ние како јавно предпријатие гледаме да ги минимизираме за да граѓаните бидат што позадоволни од нашата услуга. Со тоа што има и злоупотреба по фејсбуци. Значи тоа можам да кажам дека тие совесни под знаци наводници граѓани може да се обратат во јавно предпријатие. Ќе ви кажам само еден пример. Пред 2 недели кај гимназија Жикол кој работи на поправање на патна инфраструктура, 3 дена беше затворена улицата. Не можевме да поминеме ни со возило, камоли со камион. И веднаш слика на Фејсбук, без да се обратат. Ние го знаевме проблемот. Се јавивме у Жикол, ни рекоа, тие машини се многу тешки, не можеме да ги тргнеме затоа што со асфалт работиме и така натаму. Кога ќе ги тргнеме, ќе ви се јавиме. И јас лично стоев до корпата, која изнесовме во прв момент кога беше створени предуслови кога можеше да влезе камионот. Меѓутоа за еден ден одеше некоја црна кампања, гледајте во Куманово, смет. Значи, одговорно тврдам дека јавно предпријатие си ги извршува максимално ревносно работите, односно квалитетно го изнесуваме сметот кон граѓаните на град Куманово. Ќе има и такви реакции, има и некаде каде што од некои субјективни причини е пропуштено, значи гледаме да ги минимизираме тие состојби, се со една цел да бидеме што поквалитетни кон граѓаните. Доволен ли е бројот на возила со кои што секојдневно го изнесувате и депонирате сметот? Споменавте дека тоа се прави во 3 смени. Јас сум поборник и тоа и во неколку наврати во вашата емисија и во разговори сум го разговарал и интенција на јавното предпријатие и моја како директор е да имаме возила за реон. Значи во Куманово има 24 реони во прва смена и 12 реони во втора смена. Значи сите ги покриваме со автосметјар. Што е комплексност на проблемот? Значи за некој реон каде што има и широки и тесни улички мора да користиме 2 камиона. Значи еден помал автосметјар за да може да влезе и во централното и вон од централното градско подрачје. Мислам дека за 2 до 3 години со тоа што во развојната политика на јавно предпријатие имаме за наредна година да од сопствени средства издвоиме одреден дел од средствата да можеме да купиме 2 до 3 мали камиони, да го во таа насока да го појачаме возниот парк, со тоа што мислам дека во наредните години ќе дојдеме до ситуација да имаме камион за реон. Тогаш многу полесно, со тоа што со законските измени кои се најавуваат од Министерството за екологија, ќе можеме да направиме договор со сите граѓани да си го изнесуваат сметот во одреден временски период. Тоа можеби во прво време ќе значи обврска кон семејствата и кон сите граѓани, меѓутоа ќе биде многу полесно и поквалитетно и се она што сега е проблем ќе го тргнем. Со тоа што морам да кажам во оваа прилика дека многу некомунален отпад има во централното градско и во приградските подрачја, затоа што нивото на културата кај одредена група на граѓани е на ниско ниво, затоа што сведоци сте и сите ние, впрочем и граѓаните на град Куманово, дека до контејнер наоѓаме стари кревети, шут од купатила, WC шолји, од некои фирми што имаат отпад, пластичен, дрво и така натаму. Сите тие треба некомуналниот отпад според закон за изфрлување, односно за депонирање на смет, да со некое возило кој сами ќе си го ангажираат, да за некоја минимална цена од 100 до 200 денари го депонираат на депонија. Меѓутоа, полесно им е да направат проблем, затоа што ние таков некомунален смет во автосметјари кои имаат преса, не можеме да го ставиме и да сакаме. И ни прави додатни проблеми да во 1 или 2 дена во неделата ангажираме дополнително возило, ФАП камион, па ручно тоа се да го носиме и да го носиме на депонија. Тука морам да кажам дека мора да се вклучи комуналната инспекција, затоа што комуналната
комуналните редари или комуналните полицајци кои од пред 3 до 4 години веќе и во законска форма постојат, треба да се ангажираат да со опомени и со казни ги дисциплинираат тие фирми или граѓани, за да може се со една цел, Куманово да биде почист град. Вака сликата, воното на што е кривица под знаци наводници на јавно предпријатие е таква каква што ви ја прикажав, а впрочем и вие сте во Куманово и ги гледате тие такви појави кои нормално мора да застанеме на пат на тоа. Задоволни ли сте од наплатата, ги плаќаат ли кумановци редовно своите сметки? Со оглед на финансиската состојба на социјалната карта на граѓаните на град Куманово, јас сум искрено задоволен од наплатата од граѓаните, со тоа што и ние како јавно предпријатие направивме и договори за рати, договори за олеснување на плаќање. Знаете дека општина ги подмирува сметките дел од социјалците, со тоа што старите сметки од социјалните случаи од граѓаните кои се од таа капа, направивме на 60 рати, за да се со една цел, за да можеме да им олестиме на граѓаните да можат да се подмират и онака малата сметка. Значи, ние од 2001 година, значи 16 години, немаме покачено цена на чинење за изнесување и депонирање на смет. Значи, просечната цена, односно просечна давачка на едно семејство е од 200 до 400 до 500 денари. Што во вакви услови, знаете дека се цените одат нагоре, нафтата, репроматеријалите, деловите. Ние во интерес на граѓаните не ја качуваме цената и покрај тоа што работиме со минимална заработувачка во таа насока, одиме во нивен прилог и мислам дека и понатаму така ќе биде. Можна ли е набавка на канти корпи за отпадоци во централното градско подрачје низ улиците? Факт е дека речиси не може да се сретнат канти, почести се поголемите контејнери. Кој делам вашето мислење. Мислам дека и еве за граѓаните на град Куманово, тоа спаѓа во комунална опрема, значи комунална опрема ја набавува и ја организира сектор за урбанизам во општина Куманово. Апелираме и разговараме со нив и мислам дека во наредниот период и во таа насока ќе се постават мали корпички, поголеми корпи на места каде што ќе се процени дека се потребни, затоа што во централното градско подрачје има движење големо на граѓаните и тука се потребни и мали кантички и малку поголеми кантички, со тоа што мислам дека и сликата за се она што нема сега во таа насока и е намален бројот на корпички и канти ќе се поправи. Под ваша надлежност е одржување на зелените површини, парковите и слично. Како се задоволни како тоа функционира? Имаме проблем тука во таа насока, затоа што и во тој дел во 2010 година во парковите немаше вода. На кеј немаше вода, бидејќи беше направен кејот. Ние со сопствени средства направивме проект, вградивме 4 мотори, избушивме, направиме бушотини и сега кеј и паркот во Соколана имат вода и градскиот плоштад. Значи тоа е од наши сопствени сили, со сопствени средства извадивме вода како не би во ноќните часови со цистерни поливале она што треба да се полева и зелената површина да се одржува континуирано. Сведоци сте дека 2009-2010 градскиот плоштад не личеше како сега што личи. Исто така и кеј, значи и зелениот градскиот парк Соколана, бидејќи добивме некоја петиција од граѓаните дека се незадоволни, гарантирам дека хигиената е во најдобар ред, меѓутоа 2 до 3 пати имаме менјано подлогата, односно земјата, и бидејќи е многу сенка во тој дел, каде што тоа е квалитет, бидејќи во летните часови е добро за одмор, меѓутоа тревата бара сонце и многу тешко 2-3 пати пресадувавме, многу тешко можеме да дојдеме до тревната површина која ќе обезбеди некој квалитет. Се надевам дека во септември исто така ќе направиме уште една корекција, за да можеме во наредниот период со промена и на 2 до 3 слоја земја, ова хортикултурни инженери многу подобро го разбират од мене, меѓутоа проблемот е тој во градскиот парк. Иначе одржување на парковите и хигиената на парковите е на високо ниво, секојдневно имаме луѓе кои ги метат, ги чистат парковите и ги одржуваме.
што се однесува до проблемот со вода, односно со наводнување. Односно со цистерни, во ноќните часови ги наводнуваме сите жардинјери. Размислувавме и на таа тема да направиме кап по кап, како што е во Скопје, во Битола и во други градови, бидејќи се работи за некаде околу 10 до 15 километри параметарска должина на жардинјерите кои се од влезот во Куманово до излезот на Октомвриска револуција на крај. Мислам дека со добар проект и со дел од стручните тимови и тој проблем ќе го надминеме како би можеле и да се олесниме во одржувањето, а и квалитетот на зелените површини да биде на повисоко ниво. Со тоа што во насока на сечење на гранки, на одржување на зелените површини, мислам дека редовно и квалитетно секоја година во период кога е време за таква активност од наша страна ги извршуваме максимално ревносно и едно недоразбирање, односно работа која ни се случува во последни 2 години, со тоа што дадовме импут, организиравме акции во сабота и вон од програмата, бидејќи за гледачите на град Куманово, морам да кажам дека ние имаме одредена програма која ја носи Совет на општина Куманово, со тоа што општина Куманово, градоначалникот и сектор за финансии и градежните книги кои ги предаваме се плаќа на јавно предпријатие. Значи, ние имаме строго определена програма спред која работиме. Вон од програмата за допринос на хигиената и на хортикултурното уредување организираме саботни акции. Значи, со тоа што даваме импут на места поедини во централното градско подрачје и во околните подрачја да можеме да ја проработиме свеста кај граѓаните. Знаете дека од пред неколку години функционираат и задругите, на кои им е должност да од средствата на луѓето кои живеат во тие згради ги одржуваат тие површини, бидејќи по нов закон за децентрализација со тоа што легализираните објекти, зградите и дворовите на зградите припаѓаат на граѓаните. Значи, обврска е сами да си го одржуваат тоа. Меѓутоа, поплаки, има трева неискосена пред наша зграда и така натаму, каде што можеме помагаме, меѓутоа не е тоа наша обврска. Во договор со стамбените задруги можеме да реагираме и да помогнеме и да искосиме. Меѓутоа тоа е обврска на граѓаните на град Куманово, односно на тие луѓе кои живеат таму. Веќе ги споменавте и саботните акции, се вклучувате и во чистење на депонии, иако тоа не е ваша надлежност, меѓутоа често се пред граѓаните излегувате дека сте вие должни, еве да ги информираме повеќе. Јавното предпријатие е задолжено за депониите или не? И на совет, и на секоја прилика користам. Значи, дивите депонии има подизведувач во општина кој е задолжен да ги чисти, заедно со сектор за урбанизам. Значи, јавно предпријатие нема ниво програма, нити има обврска да ги чисти дивите депонии. Меѓутоа, заради квалитетот на живењето, заради подигнување на хигиената на град Куманово и свеста на луѓето кои ги прават на тие диви депонии, ние секогаш на секое здружение, на секоја акција, односно на секој добра намера на граѓаните на град Куманово одговараме позитивно. Значи, ги поддржуваме и учествуваме во такви акции. И последниве акции, и планот на кумановски акцијаши учествувавме активно, и речното корито, и парковите, и во чистењето на дивите депонии. Значи, се она што може да даде допринос јавно предпријатие за подигнување на квалитетот, односно на хигиената во град Куманово, и понатаму ќе ги поддржуваме, и понатаму ќе одиме во таа насока да со наша активност и со наша заложба направиме и дадеме допринос и да го подигнеме на крајот од краиштата свеста на граѓаните да може и тие да ја чуваат својата околина. Покрај останатото стопанисувате и со објектот на Пелинце, Параста салата, како се задоволни, како функционира сето тоа? Морам да кажам дека во прво време имавме малку проблеми околу стартот со јавните набавки, со сите оние потребни репроматеријали, пијалоци, храна и така натаму, затоа што законот за јавните набавки е стриктен и дали се работи за чаша, за вода, се мора да оди преку тендер. Од една страна, по некоја законска регулатива, тоа е позитивна работа, меѓутоа ти прави проблем затоа што немаш слобода да нарачаш нешто што е најквалитетно.
И тоа го пребродивме со тоа што ги завршивме уште кога ги добивме на користење овие објекти и сега се тече во најдобар ред. Значи, морам да кажам дека имаше мислења дека тоа е баласт на јавно предпријатие, дека тие објекти се трошкови, а нема да донесат никаква финансиска корист и така натаму и така натаму. Ќе ги разочарам тие што размислувале така и ќе кажам дека и градскиот базен, и Парастас салата, и ресторанот Пелинце работат сите заедно со добивка. Значи, јавно предпријатие нема голема добивка од таа работа, меѓутоа нема штета. Тие луѓе кои се ангажирани си заработуваат платата, јавното предпријатие со она што го остварува како приход може да ги покрие трошоците, а граѓаните на град Куманово, значи се она што им е како можност да го користат базенот, Парастас салата и ресторанот Пелинце им е на располагање. Значи, на нас тоа како јавно предпријатие ни го даде Советот на општина Куманово и ние како јавно предпријатие без разлика што немаме, односно не сме во тој дел, пошто сме комунално јавно предпријатие за изнесување и депонирање на смети и одржување на јавно прометни површини и зеленоцветни површини, меѓутоа заради интерес на граѓаните и заради интерес на и одлуката на Советот на општина Куманово успеавме да ги одржиме, да ја одработиме работата квалитетно и сите три да функционираат максимално коректно. Единствено што не функционира во моментов е објектот на градскиот кеј. Дали е планирано нешто на тоа поле? Објектот на градскиот кеј во книгите во општина се води како комунална опрема. Мислам, колку што сум запознат, а тоа е иначе да знаат граѓаните дека е објект на општина Куманово, кој ни го дава тогаш на користење заради ресторанот, со тоа што сега општина Куманово со измени на детелен урбанистички план и така натаму со сите тие законски измени во насока на пренамена на тој објект, ќе ја пренамени, колку што знам, ова интерно ви кажувам, за некои потреби на општината, односно на дел од граѓаните во општина Куманово, во дел на, колку што сум запознаен, за некои здруженија и некои намена која ќе може да биде покорисна во моментот бидејќи не работи. Така да, ресторанот кеј, како што му е назив, е во собственост на општина Куманово и општина Куманово со сите правно законски формалности и со адаптирање ќе го пренамени, односно ќе го користат граѓаните на град Куманово од не знам која провиненција, тоа уште не ми е познато, меѓутоа знам дека процесот на сите тие припрема на документација во тек. Минатата година потпишавте договор за селекција на отпад, меѓутоа работата, колку што сум информирана, закочи кај Министерството за животна средина. Што е проблемот и може ли да се очекува наскоро кумановци да го селектираат отпадот? Минатата недела бев кај раководителот на сектор Ана Мазнева, разговаравме. По закон, она барање кое ние сме го поднеле минатата година за дозвола, ние добивме лиценца, меѓутоа со тоа што изработивме проект кој е во склад со закон за управување со отпад, ни го прифатија проектот, ни дадоа лиценца, сега треба да добиеме дозвола од Министерство. Тогаш беа едни избори, па втори избори, немаше комисија и така натаму. Година дена чекавме да излезе комисија за да направи контрола на проектот и на се она што ние како јавно предпријатие треба да го имаме во собственост, односно да го имаме за да ги испуниме законските регулативи, а тоа се да на депонија имаме поставено камери, поставивме камери, да имаме внатре во депонија ограда невидлива од 2,5 метра, поставивме и таква ограда, да имаме струја, поставивме и трансформатор пред 7-8 години, значи на депонија има и струја, и ги исполнивме сите тие технички услови за добивање на дозвола, за да можеме во вториот чекор, ние како јавно предпријатие да премениме кон имплементација на примарна селекција на отпад. Ја го најавував, спремни сме, меѓутоа без дозвола е кривично дело. Значи ние не можеме да спроведеме и после постапка за подизведувач или фирма или предпријатие кое ќе го откупува сортираниот отпад,
и сите понатамошни активности кои се дел на јавно предпријатие Чистота и зелено. Значи, круцијален проблем е дозволата. Мислам дека во наредните месеци ќе излезе таа комисија, ќе направи записник, ќе го даде до Министерството, односно тоа е комисија од Министерството, ќе го проследи до надлежните органи и ќе добиеме дозвола за да можеме се она што година и пол веќе го чекаме да го имплементираме. Првиот човек на градот Зоран Дамјановски заедно со министерот за животна средина неодамна подпишаа меморандум за реализирање на ИП2 проектот за регионално регулирање на цврст отпад, меѓутоа градоначалникот предупреди дека постои можност изградбата на регионална депонија да ја покачи цената на смет. Ова треба да се најде како точка на советот. Да. Ова програма или вклучување на Република Македонија во европските токови подразбира да отпадот кој ние го третираме на ниво на една општина биде регионално, бидејќи таков закон донесе Република Македонија, со тоа што време на имплементација во наредните 5 години. Тоа изискува и веќе е формирано регионално јавно предпријатие на ниво на Североисточен плански регион, со тоа што со тој отпад и со таа депонија ќе работи, односно ќе биде надлежно тоа јавно предпријатие. Бидејќи се работи за општина Куманово, општина Липково, општина Стара Горичина, не знам дали влезена, мислам дека не го потпиша тоа, Кратово, Паланка и сите општини кои припаѓаат во Североисточен плански регион. Тоа регионално јавно предпријатие треба да стопанисува со таа регионална депонија која ќе биде изградена на некое место каде што ќе одлучи Министерството со или општини кои се во тој регион и после изградба на таа регионална депонија треба ние како јавни предпријатија да го носиме сметот до одредени места каде што тоа се така наречени претоварни станици и да оди сметот во таа депонија. По европски нормативи, мислам дека цената која треба да се плаќа на стопанисување за таа депонија ќе биде на терет на граѓаните на град Куманово, со тоа што според тие стандарди да се покачи цена за претоварни станици, да се и така натаму, се тоа изискува средства. Градоначалникот, како и било кој друг градоначалник од тој регион, се внимателни на оваа проблематика, бидејќи една е интенција да граѓаните на општина Куманово и не другите општини не бидат оптеретени со давачки плюс во однос на семејниот буџет или куќниот буџет. Затоа внимателно треба да се настапува со таа програма, меѓутоа без разлика во насоките на Европска унија, Република Македонија има одреден период за имплементација и прочем како и на сите држави од регионот и во сите европски држави, тоа е една работа која мора да биде исполнета за да се влезе во европската фамилија и како некој дел од обврските на запознаен сум дека во Словенија имаше такви проблеми, ги регионализираа депониите, направија санитарни депонии, ги преспособија кон европските стандарди. Имаше многу трошкови и министерствата и владата на Република Словенија и граѓаните на Словенија, меѓутоа сето тоа треба чекор по чекор, сето тоа треба да се внимателно работи и да се бараат можности каде што граѓаните на општина Куманово, сега пошто зборувам за општина Куманово, тука припаѓаме или и од целиот Североисточен плански регион, имаат што помалку трошци во таа насока. Веќе претходно споменате дека предпријатието освен што се грижи за хигиената во градот, стопанисува и со двата градски базени. Речи си досега и да нема никакви проблеми, забелешки од граѓаните и слично. Како се задоволни од посетеноста? Јас лично сум задоволен од се она што се случува од моментот кога ги презедовме, бидејќи ги со адаптација со сите поставување на луѓе кои се во функционална определба и работа на тие базени. Еве веќе при крај летната сезона за отворениот базен немаше никаков инцидент. Слушнав гласини дека водата била неисправна, оваква, онаква. Морам да демантирам тоа од ова место, затоа што секој понеделник ние вршиме од Центар за јавно здравје хемиско и бактериолошко испитување на водата. Со тоа што сите адитиви и потребни средства
за зачувување на квалитетот на водата, не само за исправноста, него и за квалитетот на водата, максимално според сите потребни параметри и показатели ги ставаме во водата и од ова место тврдам дека никогаш во градскиот базен отворениот немало неисправна вода или да некоја инфекција на одредено дете или граѓанин на град Куманово кој се капел во базенот е од тоа. Значи, може да е од друга работа и тоа медицина не го утврди, меѓутоа од ова не е 100%, затоа што досега имаме максимално исправна хемиско-бактериолошка вода, со тоа што и посетеноста во летниот период беше на завидно ниво. Задоволството на граѓаните, ќе си го кажат граѓаните, меѓутоа според реакциите и според посетеноста и според тоа што ние како јавно предпријатие бидејќи се грижиме и да нема никаков инцидент за било која лоша работа, не се случи. Затворениот градски базен веќе и во зимскиот период и во летниот работи континуирано, клубовите редовно го посетуваат, училиштата, граѓаните кои веќе земаат активност и после толку години прв пат има затворен градски базен и веќе се ствара навика кај одредена група на граѓани. Мислам дека тоа се позитивно и ние како јавно предпријатие ќе се трудиме да квалитетот на услугата кон граѓаните биде многу и квалитетна и да продолжиме со исто темпо. И на почетокот го споменавте долгот кон управата за јавни приходи, еве се надевате ли со поддршка на новата власт дали ќе може нешто да се реши на тоа поле? Долгот е стар веќе 15 години. Значи, тој долг е во несреќен период кога 18% бил данок на додадена вредност за комунални услуги. Што ниедно јавно предпријатие од комунална сфера во Република Македонија не можеше да го издржи. Значи, верувајте дека сите јавни предпријатија во Македонија тогаш направија долгови кон управа за приходи. 2006-2007 година, ако се сеќавате, 3 до 4 месеци град Куманово беше под опсада, имаше тони ѓубре. Значи, луѓето во јавно предпријатие не земаа плата 3 до 4 месеци, колку што ми е познато и можеби повеќе. Одисти проблемот блокада на управа за приходи кон јавно предпријатие. Исто ни се случи сега и на нас после неколку години со тоа што во 2010 беше донесен репрограмот. Со тоа што ние дадовме од наша страна долгот од 45 милиони на данок на додадена вредност плюс 4 милиони данок на добивка. Управа за приходи го прифати и добивме решение. Меѓутоа, дел од таа сума со блокадата од 2006 година беше влезена во судска постапка. 28 милиони беа веќе предмет на судска постапка која се водеше преку јавно правобранителство кон јавно предпријатие Чистота и зеленило. Реагиравме и ги прашавме тогаш, јас бев лично кај директорот Трајковски, да лесно е за тоа или судската постапка по закон треба да ја прекина и ние 45 милиони да си ги плаќаме до 2023 година, со тоа што имаше грес период од 3 години. Меѓутоа, ние тогаш од 2010 година имавме и активен долг, кој не влезе во репрограмот, 20 милиони. Во претходниот разговор реков дека тоа се го исчистивме. Ни остана само тој долг кој е репрограмиран. Праќавме дописи. Правивме напори да ни кажат колку ни е долгот од репрограмот за да можеме да го исплаќаме на рати, бидејќи рата изнесуваше некаде по 400-500 илјади. Ако беше прекината постапката, 45 милиони требаше да ги платиме на 10 години по 4,5 милиони годишно. Ако се водеше судската постапка како што ја водеа до крај, 21 милион остануваа за репрограм за да ги исплатиме на 10 години по 2 милиони годишно. Значи, ние не знаевме колку треба да исплаќаме и баравме излез затоа што сакавме и ден денеска сакаме оној долг што ни е како утврден да си го платиме кон државата. Управа за јавни приходи има направено грешка затоа што со одлука на влада на Република Македонија по закон за репрограм треба сите парични побарувања кои влегуваат во тие средства да ги прекинат судските постапки. Не ги прекина. И
на крај ни дадоа блокада на 21 милион. Сами од себе, затоа што ни вика лесна работа, тоа е во наши раце, ќе ја решиме, ќе ја разрешиме, ќе платите. Се беше на ке. Со тоа што 36 милиони камата во меѓувреме се заврши судската постапка, ја пресудија во нивна корис за 28 милиони без камата. И кога бившата влада израчуна, 100 милиони излегува, од кои 70% е камата. Нонсенс е. И невозможно е јавното предпријатие да ги плати тие пари, затоа што ни капацитет, ни на општина, ни на јавно предпријатие во овој момент, затоа што се фиктивни пари. Прво пред се. Второ, затоа што има неправилност во постапка. Имаме управен спор и мислам, сигурен сум дека ќе го добиеме управниот спор и се она што сме го дале како залог со градоначалникот на општина Куманово, хотелот и парста салата, ќе ги повратиме, затоа што сите овие незаконитости кои ви ги спомнав се во надлежност на Управа за јавни приходи. Меѓутоа, најбитно од се она што е за граѓаните, за општина Куманово, е дека јавно предпријатие тој долг кој од репрограм ќе го исплати, за да не биде блокирано, а се она што е неправилност ќе си го бараме по судски пат. Имам ветување од премиерот и од надлежните луѓе во Управа за приходи дека со некои законски измени и дека со контрола на ова цела постапка и неправилности ќе дојдеме до некое решение заедничко за да може да не се обремени јавно предпријатие со некоја непотребна и фиктивна камата, а Управа за приходи да си го бара она што им следува како дел од побарување од јавно предпријатие кон нив. Многу брзо ќе најдеме заеднички јазик, бидејќи веќе имаме контакти со станоци и со директорката Лукаревска и со директорката у Штип Управа за јавни приходи регионална дирекција. Се прави скенирање на се она што значи не само за јавно предпријатие, него за сите јавни предпријатија во Република Македонија и мислам дека за брзо време владата на Република Македонија преку Управа за приходи ќе излезе со некое решение во интерес на јавните предпријатија, во интерес на Република Македонија, а на крајот од криштата и на интерес на граѓаните. Вие сте председател на Сојузот на спортови. Како сте задоволни од успехот што го постигнуваат спортистите и што би требало да се направи повеќе на тоа поле? Па ние како Сојуз на спортови сме коректор на сите оние спортски достигнувања или она што го работат клубовите, бидејќи знаете дека во последните неколку години во сфера на атлетика, во дел на спортови кои во некој минуто време не беа активни во Куманово и немавме успех, доживеавме успех. Прваци во Република Македонија, излеговме вон од Република Македонија, велосипедизам, атлетика, борење, одбојкарките стана и ракометарките, кошаркарите веќе од 2010 година континуирано имаат успеси, играат во финале на Република Македонија и така надолу. Сето тоа кажува дека интересот на граѓаните, односно на младите луѓе и на спортистите во соработка со Општински сојуз на спортови, колку можеме во наши рамки да помогнеме со логистика, да ги испратиме сите тие работи и да во насока на техничка поддршка, значи превоз, организирање на сали каде што ќе тренираат. Знаете дека во неколку години општина изгради неколку спортски сали, патека за атлетска патека горе. Сето тоа е бенефит за спортистите. Меѓутоа морам да истакнам дека и веќе разговаравме во Агенција за спорт и млади и се сложуваат и имаат исто видување дека мора да се прават законски измени во спортот. Средствата кои ги одвојува општината, било која во Македонија, се недоволни за спорт. Мора да знаеме тоа. И не можат да ги задоволат апетитите на сите луѓе кои учествуваат во спортот. И како клубови, и како поединци. Значи, за да имаме квалитетен спорт, мора некоја законска измена со која ќе се, ние тоа го предлагаме, мислам дека ќе биде прифатено, да се направи некој бенефит на луѓето, на фирмите, кои сакаат да вложуваат во спортот, за да можат од
влогот кој ќе го дадат во спортот, да имат некој паричен бенефит, односно ослободување од разни даноци и да дел го дават на државата, а дел државата преку ваква трансформација, односно луѓето кои би требало, ако карикирам сега, 100.000 евра да плати данок, 50.000 евра на државата, 50.000 евра на спортот, со тоа што и ќе се рекламира како фирма и како предпријатие, ќе нема дополнителни трошкови од собствен джеб, а сето тоа е за добробит на спортистите, на спортот, бидејќи знаете дека некој еден представник или некој амбасадор на секоја држава е спортист или спортскиот клуб или дел од спортистите кои ја представуваат Република Македонија во и вон. Мислам дека ќе најдеме и тука решение да во нашата сиромашна држава, во однос на Германија, Франција, Италија, каде што милионски суми се трошат, сведоци сте дека за еден трансфер 220 милиони и така надам. Меѓутоа да појдеме од некој фундамент за да можеме со такви законски измени овозможиме да уште повеќе се развива спортот во Македонија. А се она што до нас како општински сојуз на спортови и општина Куманово, и Совет на општина Куманово, како поддржувачи на програмата на општински сојуз на спортови, е во тие рамки во кои е, значи средства кои може да ги одели општината се добробит на спортот и Советот на општина Куманово, со тоа што се малку за спортистите. Експанзијата на атлетичарите, велосипедистите, одбојкарките, ракометарите, футсал, кошаркарите ги ставам на крај бидејќи веќе 10 години учествуваат активно во Бибол лига, Европски лиги и така надолу. Сето тоа е многу, средствата кои се одделени на општина се многу малку. Со тоа што во дел на спортовите учествуваат и луѓето кои се ентузијасти кои помагаат од собствени средства, дел од олеснување на превози на она што им го покриваме како општински сојуз на спортови, за да дадеме инпут на сето тоа, за логистика го помагаме, меѓутоа сето тоа мора да има некоја друга рамка. Со законски измени, со давање на можност на фирмите, предпријатијата, луѓето и ослободување од некои даночни обврски, да може да заживее фундаментот, односно спортот. Се она што е до нас како Сојуз на спортови и во наредниот период ќе се бориме за тие законски измени, а нормално нашата работа во однос на пропаганда на спортот и на поддржување на сите и турнири и масовниот спорт и рекреативниот спорт ќе го даваме како и досега. И за крај, вие сте еден од кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за градоначалник во Куманово, меѓутоа еден од ретките кои што не се вклучија силно во големата кампања која што се води на социјалните мрежи. Што е причината кај вас? Не се големи толку амбициите за градоначалничкото место или пак оставате партијата сепак да донесе конечната одлука? Вака. Општинската организација на СДСМ преку кадрова комисија одреди, односно даде виза за 6 кандидати од Куманово, кои по статут на партијата се праќаат до раководството на Социјалдемократскиот сојуз и според иследувања и видувања и оценка на председателот на партијата и раководството на партијата, ќе се одреди еден од 6 кандидати кој ќе биде кандидат за градоначалник на престојните локални избори. Значи, јас сум еден од тие 6 луѓе, со тоа што мислам дека сите 6 кандидати, бидејќи се работи за председател на општинска организација, сега и активен директор во Службен вестник, јас како директор на јавно предпријатие, председател активен на Совет на општина Куманово, градоначалникот актуелен, пратеник во собрание на општина Куманово, поранешен пратеник во собрание на општина Куманово, се со тоа чинители луѓе кои имаат одреден квалитет за да можат да ја носат таа функција. Кого ќе избере партијата, ние како СДСМ ќе му дадеме поддршка и активно ќе учествуваме во сите предстојни чекори, односно кампања и така натаму. Со тоа што лично јас можам интерно за себе да кажам, воно до ова се работи кои се еклатантни, тоа е утврдено и мислам дека за 10 дена и ќе се знае кој ќе биде кандидат. Јас живеам во Куманово веќе 50 години и нема да променам ништо кај сите луѓе кои ме знаат и со кои сум соработувал и со кои живеам и битисувам. Ако се представам сега,
Моje лично мислење е дека таа слика што имаат граѓаните за Сашо Петрушевски е утврдена со години во допринос во спортот, во јавните функции, во активностите граѓански и така натаму и така натаму. Сето плюс за мене лично е вишок. А им посакувам среќа на сите оние кои мислат дека ќе направат добро со тоа и им давам поддршка. На крајот од криштата последен збор го има председателот и раководството на СДСМ. Ви благодариме и ви посакуваме успех. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.